Нафтените деривати се голем инпут во секој бизнес. Инпут се вели така, инпут, влезен трошок. Цениве се застрашувачки. Може ли јас да почнам? Да, повелете со коментар. Сега со еден увод малку да почнам. Уводот ќе се состои тоа дека микро, мали и средно предпријатија се носители на економските активности во нашата држава. Тие се најголеми вработувачи, ако не сте знаеле, во нашата држава. Мислам дури дека од околу 90% од луѓето се вработени таму. Повеќе. Исто така се најголеми создавачи на бруто домашен производ во државата. Сега ќе влезам во самото прашање. Цело време коментираме, нели, ранливи социјални категории, сите помош, по целата помош е насочена кон луѓето кои што се социјална категорија и така натака, нели, се фокусираме на тие ранливи групи. Секоја почит, мислам, нормално е дека државата најголем фокус таму ќе посвети. Меѓутоа, овие луѓе што се најголеми вработувачи и што се најголеми создавачи на бруто домашен производ, практично тие ги држат тие категории на луѓе, тие се вработени луѓе. Што би се случило кога тие би ги отпуштиле вработените? Што би се случило кога не би плаќале даноци во државата и не би можело да се плати од тие финансии на тие ранливи социјални групи? Затоа што цело време гледаме на медиумите дека се фаворизира постојано една и сите мерки се натака насочени. Сметаме од бизнис комората дека во овој тежок момент треба да се поддржат овие бизнис категории, затоа што тие исплаќаат плати. А кај нив што се случува во моментов? Ако доколку кај социјалните категории луѓе се покачена е струјата, не знам, 10, 15, 20%, ако не знам, лебот е покачен 10, 15, 20%, 30%, ако другите производи се 10, 20, 30 покачени како сума сумарум. Кај овие предпријатија на влезот имате на инпутот 1000%, значи гасот од 200 евра по 1000 метри кубни, 4000 евра по метар кубен, денешна цена. 10 пати, 1000%. Имате нафтата 130 до 160 долари барел. Имате струјата денешна, сега, 500 евра мегават час. Беше 50 евра. 500. Значи, разбирате, не 50%, не 20%. Неверојатни се овие, зголемување. Така да, ако еден производ сега да се произведе во овие компании чинел, не знам, 20 денари, сега реалната производна цена му е него 100 денари, а ти треба да го продадеш за 25 денари. Значи, тежиштето некако се избегнува, е префрлено целосно најмногу на овие предпријатија. Не можат да издржат. Добро, најавено е Георгиевски нови пакет на мерки, ќе ги проанализираме, веројатно и за ова станало збор на вечерашниот да ја истакнам сериозноста на ситуацијата. Тоа ми беше тенденцијата, сериозноста на ситуацијата. Не можат да издржат. Денеска имам преку на 200-300 телефонски повици во кои што, мислам, како да ви кажам, како удари од телефонски разговори, затоа што ова не може да се издржи. Јас се надевам дека ќе се изнајдат форми, начини, го поддржуваме, нели, сите знаеме каква е состојбата и дека сите треба да придонесеме во тоа. Но имате ситуација во која што може да придонесувате и може да некаде да се издржи. Ова мултикратно, повеќекратно го надминува издржувањето на овие микро, мали и средни, кои што се носители практично на економската активност, а вие таа информација имате над 90%. Георгиевски, сакам со вас, вие доаѓате од мелничко-пекарската индустрија. Пекарско-сладкарска индустрија, прехранбена индустрија. Прехранбена. Да. Добре, расчистивме дилемата, кој бараше од Србија житарици, дали владата за стоковите резерви или самата индустрија, производителите? Па вака, јас лично во неколку настапи наврати го актуализирав тоа прашање со стоковите резерви. Тоа е исклучително важно прашање. Јас мислев, нели, дека ќе поставите едно прашање кои се вашите барања, бидејќи представуваме на широка група на бизниси, ги вклучуваме земјоделците. Сега малку сакам да навлеземе и ова прашање малку да го расчистиме. Стоковите резерви се од круцијално значење во овие специфични тешки моменти. Практично стокови резерви се чуваат баш за вакви моменти. Јас неколку пати го истакнав тоа прашање, сакајќи прво да дознам која е таа количина, нели, која што ја имаме ние како стокови резерви. Тоа треба да се сподели во јавноста, да се знае. Затоа што ќе се вклучат... Но се види дека тоа е класифицирана информација за состојбата со стоковите резерви. Тоа го добивам
како информација дека е класифицирана, дека не треба да се знаат тие бројки, меѓутоа од друга страна пак сметаме дека можеби со аргументи некако ќе може да придонесеме доколку се знаат тие стокови резерви да и аргументирано низ разговори се доприносе да тие стокови резерви подобро се употребат кон приватниот бизнис. Ние сметаме, значи, цврсто сме уверени дека стоковите резерви, ова е тој момент каде што треба да се активираат и треба по соодветно ниска цена да се дадат на бизнисот. Од сите сегменти говориме макро, микро, нели, микро, мали и средни, каде што ќе придонесат да излезната цена на производот биде соодветна ниска, да потрошувачите добијат една амортизирана пониска цена отколку што би требало да биде реална производна цена која што би требало да излезе на пазарот. Така да, поставувајќи го тоа прашање за стоковите резерви, нели, добиваме посебно неколку пати дека е класифицирана информација која што не може да се знае. Добро, ќе ми одговорите повторно на прашањето дали ја расчистуваме дилемата на чие барање е набавката на пченка, на пченица. Па јас сум малку нели збунет затоа што таа информација први ни излезе од претседателот на Србија Александар Вучич, тогаш прв пат ја слушнав, во кој што кажа дека има пшеница 50.000 тони за Македонија и 25.000 тони пченка. Но при тоа не прецизираше во изјавата дека е на барање на владата или дека е барање на приватниот сектор. Не можам квалитетно да ви одговорам на ова прашање. Спомна дека е комуницирано и не разбрав дали ние сме побарале, дали мора едноставно за он така да одговори на тоа прашање, сметам дека е побарано од него и затоа се дефинирани тие количини кои што он ги истакна. Можам да констатирам и сумирам дека едно од барањата на Сојузот на стопански комори е да се активираат стоковите резерви во овој момент? Апсолутно. Едно од барањата е тоа, активирање на стоковите резерви по соодветно ниски цени, а второто барање е субвенционирање на цената на електричната енергија. И тоа до цената на електричната енергија на регулираните потрошувачи на електрична енергија. Значи има тука неколку класификации. Има цена на електрична енергија за домакинствата, има цена на електрична енергија за мали правни субјекти кои што се дефинирани по број на така наречени на регулиран пазар за електрична енергија и има трета цена за потрошувачи кои што се сите останати на берза за електрична енергија. Сега, ако регулираната цена е од прилика 120 евра по мегават час, а моменталната пазарна цена е 500 евра по мегават час, и имам информација дека април-мај ќе биде околу 400 евра ќе се движи. Замислете каков е тој притисок врз бизнисот, кога они имаат цена која што од регулираните повисока 3 пати. Така ќе дојде, 3 пати. Тоа е промена на моделот, а регулацијата значи практично пак повторно државна интервенција на некој начин, за да може да се покријат тие разлики. Зборуваме сега за бизнис. За да можеме повторно колку толку да го издржиме овој период и за да може нели да се исплаќаат плати на вработените, да се плаќаат давачки, односно даноци на државата и да обстојат во некоја форма самите компании, бидејќи имаме квалитетни информации дека ќе има отпуштање на луѓе во периодот што следи, сето тоа ќе се следи, ќе видиме во зависност од какви се тие мерки кои што државата ги спрема во однос за помош на бизнисот. Ние не ќеме да креваме паника, внимателни сме во изјавите, само сакаме да бидеме прецизни и јасни и затоа дефиниравме само овие две точки. Не ќеме да шириме, не ќеме да двете работи се активирање на стоковите резерви и субвенционирање на електричната енергија. И Ѓорѓевски пак јодам со вас, и сега после ова што го слушаме, веројатно може да дојде една точка кога сите економики ќе гледаат себе си да се заштитат, па ќе се соочиме можеби со квоти, со ограничување и за извоз и за увоз. Дали може да се случи, ајде оној страв да го разбиеме, дека може да имаме недостиг дали на пченка, дали на пченица, дали на леп дома. За цените не разговараме, бидејќи тие се растечки, тоа ќе биде предмет на договор, нели, како ќе се калкулираат овие зголемени трошоци. Не можам трошоци. конкретен одговор да дадам, ова се нели претпоставки во зависност на политиките кои што ќе ги преземе владата и тие надворешни договори со надворешни држави кои што се сериозни произведувачи на пшеница и кои што практично нема да ги затворат границите. Денеска дојде една информација дека Унгарија го затворила извозот на пшеница кон Србија и затоа е овој притисок што во Србија порасната е цената на пшеницата.
Исто воедно Босна и Херцеговина веднаш повлекла некои количини од Србија, ова ми е квалитетна информација денес што ја дознав. Така да се зависи од тие меѓусебни пореметувања помеѓу државите, таа меѓусебна комуникација. Јас секогаш сметам и поборник сум дека нашата држава треба да биде проактивна, да преземе веднаш активности, да не се чека до последен момент, да се влезе во ситуацијата, прв да се набави, нели? Да го дефинираме прв дојден, прв услужен во таа насока. Треба да се искаже голема проактивност и веднаш и брзо да се решаваат работите. Затоа што се согласувам дека следи фантастично тежок период кој што можеби не е од Втората светска војна виден на овие простори. Ова е едно економски земјотрес кој што не знаеме како ќе се одвива понатака, и затоа во такви услови треба да се биде проактивен, брз, да не се чека, да не се тактизира, да не се размислува премногу, него да се решаваат работите квалитетно и ефикасно. Ѓорѓевски, сакам вас да ве прашам, ги спомнавте зборовите можно отпуштање на работници, затворање на фирми, битка за опстанок. Ова се ваши барања до владата, веројатно председателот на состанок можеби се уште трае, не знам, министре, проверете бидејќи да имаме некоја информација, ако можете се разбира. Две барања се не знаеме што ќе биде исполнето од тоа, дали нешто ќе биде исполнето, но и утрешниот ден мора да се продолжи со работа. Утре ќе очекувам можеби нови цени на нафтените деривати. Сумирам, што може да бидат најтешките последици во овој период и што можат граѓаните да очекуваат во однос на цените. Веројатно веќе вие сега ќе почнете да калкулирате, и гасот, нафтата особено инфлаторно делува. Па вака, секој индивидуално врз основа на своите калкулации ќе си направи пресметки и соодветно на тоа како производител ќе се реагира и ќе ги коригира цените. Значи, тоа останува како единствена опција. Секој при тоа нели ќе си проанализира и во однос на вработените. Може ќе се дојде до некој заклучок дека помудро е некој вработени буквално да се отпуштат од работа привремено, па после тоа повторно да се вработуваат. Се работи за кога така ќе пристапиме, доколку нема никаква помош, секој индивидуално ќе си решава, ќе си изнаоѓа калкулации, мора да изнаоѓа модуси да се заштити колку што може. Тоа е еден нормален процес. Меѓутоа, јас сум оптимист и сметам дека ќе се изнајде модус и начин да соодветно реално се помогне на бизнисот во овој момент, како што треба да се помогне, а бизнисот при тоа ќе врати. Он врати, бидејќи минималната плата, нели знаеме дека тоа функционира, врати, бидејќи се задржаа најголем дел од вработените, се покажа дека лојалноста на бизнисот кон државата е на високо ниво. Практично целиот тој товар се носи, поминатите 2 години пандемиска криза се носи на свој плеки, го носи бизнисот, иако после тоа следеше овој неколку месеци енергетска криза, декември, јануари, февруари, и сега врв на сето ова е војната која што ни се случува тука во близина. Меѓутоа, мора да се изнајдат екзит решенија, мора да се помогне. Сега е, така можам да кажам, со сигурност дека е критичен момент. Доколку сега се помогне, најлесно ќе излеземе од целата таа ситуација. Инаку, како што кажав претходно, секој индивидуално ќе си решава, ќе си изнаоѓа модуси, ќе си го наоѓа чарето на еден народен збор да употреба. Горан, завршуваме 20 секунди со вас, повелете. Би сакал само треба суштинска анализа да се направи на целата ова работа во однос на субвенциите. Иначе официјално веќе се креира и кај нас ставот дека субвенциите мора да се поврзат со килограм принос. Може да се утврди дадена квантум на земја, количина, големина, нели некои земјоделци колкава поседуваат, некоја граница, некој хибрид да се направи практично, каде што би се подело во однос на метар квадратен како што е до сега. Меѓутоа, а ради долгорочност и сериозност и плот од субвенциите, потребно е секогаш да биде по килограм соодветен принос.